Вечерва се палат светилките на новогодишната елка на плоштадот во Скопје. Празниците на крајот од годината ќе се слават во центарот на главниот град. На големиот концерт што ќе се одржи на 31 декември се очекува да настапат неколку звезди на македонската музичка сцена. Две од нив веќе најавија жешка атмосфера. Луда забава. Ајде, ова е луда забава. Не готуваме ништо, не се потрудиме да биде лудо. Ние ќе бидеме такви какви што сме, На вечерниот концерт нема да настапи ниту еден албански пејач. Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓоргиевски, истакна дека настапи на албански јазик имаат деца во текот на денот. Мислам дека има во детскиот дел групи кои што се и албански изведувачи. Ке добиете подетални информации подоцна од кабинетот на град Скопје. Генерално од звездите кои што настапуваат вечерта нема, но мислам дека има во детскиот дел албански изведувачи, но ќе ви информираме подетално. Ѓоргиевски исто така информираше дека на централниот плоштад во Скопје нема да има огномет кога стрелките на часовникот ќе означат полноќ. Ете, не дозволувам прослава со огномет, иако имаше поделени мислења поврзани околу истото. Што се однесува на иницијатива која што произлезе на седница на Совет, ние сме ненадлежни да даваме дозволи и одобренија, се знае кој е надлежен во тој дел, Министерството за внатрешни работи, и ете ако значи во јавноста, јас го поддржувам тоа да ете место со огномет на алтернативен начин се прават забавите, што значи да бидам прецизен, градот Скопје нема да користи огномет за новогодишната прослава. Декорирањето на плоштадите и булеварите започнува од денес, а новогодишните украси ќе останат се до третата недела од јануари, односно до 20 јануари. И божикниот базар ќе биде отворен повеќе од еден месец, што ќе им овозможи на граѓаните да ја почувствуваат празничната магија, како во другите метрополи во регионот и Европа. Декорацијата на градот ќе чини 70.000 евра, додека централниот концерт ќе биде финансиран од државната видеолотарија на Македонија.